Почитувани, новитетите во културата на Бисера од земјата на чудата. Парадите што ни се приредуваат од страна на СДСМ стана секојдневие. Забрзано, безидено, со цел да се покажат навидум стремешите кон европските вредности, пресовите и скапите медиумски владини кампањи стануваат пресмешни и немаат никаков ефект. На една од нив пресконференција, на која овој пат во главната улога беше министерката Бисера, ни беа соопштени новитетите во културата на конкурсот за поддршка на проекти од национален интерес за 2024 година. Пресот заврши, но останаа да лепдат вашите и лагите на вашите претходници, кои дрско и безочно ја уништија културата. Срамот ќе си го носите многу долго, затоа што сите вие во 2017 година ги укинавте новитетите, односно креативните индустрии и деновите на македонската култура во странство. Секоја година, од 2017 година па наваму, после секој ваш прес на тема конкурс, жестоко сме реагирале и сме укажувале на сите ваши несоодветни постапки. Колку пати јавно сме говореле и од петни жили сме се обидувале да допреме до вас за значењето и потребата од развојот на креативните индустрии, за значењето на меѓународната промоција на Македонија и за културната дипломатија. И досега ниту еднаш не слушнавте. Па уште и промовирате нешто што на тацна ви го оставивме, развиено и етаблирано, а ваше беше само да го продолжите. Што всушност кажавте вие на пресот? Дека сега сте осознале дека креативните индустрии постојат и каков економски бенефит носат во развиените средини? Па еве повторно, по 100 пат, да ве подсетиме, дека стратегијата за креативните индустрии во Република Македонија започна во 2009 година, преку мапирање и реализација на 6 успешни конкурси со преку 300 поддржани корисници. Наголем процент на млади креативци кои сите своји идеи ги изложуваат јавно и на годишни изложби. Ви оставивме и одделение во Министерството и стручен кадар, но вас тоа не ви интересираше, па го преименувавте за да се финансирате квази интердисциплинарни проекти. 7 години поред буџетските средства брутално се распределуваат за невладини проекти или исклучиво за задоволување на поединци и здруженија од така наречениот невладин сектор, односно шарените револуционери. А тоа што не го кажавте е дека за 7 години само од таа буџетска програма се одлеани околу 4.750.000 евра, а бенефит од тоа нема. Министерке, неодамна отидовте и на регионалната конференција за креативни индустрии во Црна Гора, како Алиса во земјата на чудата. Таму беа сите министри со експертите од своите земји. Сега, со кого отидовте вие и што кажавте таму? И каков срам ни приредивте? И да, вистина е дека во Европа креативните индустрии се трет економски сектор кој генерира преку 500 милиарди евра годишно и 12 милиони редовни вработувања. Нешто што ВМРО ДПМН почна да го прави, одамна го знае, го следи и со внимание ги темели идните културни политики. А вие 7 години денар не одвоивте и не оставивте на дното на мочуриштето. Затоа ви се гледа крајот, а за кратко ќе имате прилика да видите што значи програма, стратегија и визија за градење на културната политика. Благодарам.